Почитувани колеги, пред нас е предлог на закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и како што налага традицијата во овој законодавен дом, овој закон си оди по скратена постапка. Најнапред, зошто по скратена постапка? Во објаснувањето стои дека според член 170 од деловникот и се повикувате на делот дека ова не е сложен и обемен закон. Колеги, ова како го предлагате е многу сложен закон и сега ќе ви ги објаснам моите видувања зошто е тоа така. Сложеноста ја гледам во немањето принципиелност за ваков предлог закон, а ова е заради дадените ветувања од ваша страна дека ќе ставите ред во работењето на општините. Но за да останете на власт, вие го ветувате и невозможното само да обстанете, или што би рекле за мир во куќа. Во точка 2 од предлог законот стои дека има за цел да го олесни работењето на општините во време на ковид криза. Да, треба да се олесни. Но дали мислите дека поголем приоритет е да го олесниме ние животот, бидејќи нели ветивте живот на граѓаните на изборите? И сега во време на ковид криза, кога немаме вакцини, ние имаме други приоритети. Па колеги, капарот што ви го вратија од набавката на вакцините, каде ќе оди сега? Со него може да планирате да го олесните работењето на општините, можеби. Четврта точка. Каде се вели, законот повлекува обврски за обезбедување на дополнителни финансиски средства за негово спроведување. Се извинувам. Колеги, јасно е дека ќе скратите од нешто за да се даде на општините, а причината е јасна, дека по секоја цена сакате да прикажете успешно работење на општините, зашто оваа година имаме локални избори. Понатаму, велите, со предлог законот се обезбедуваат стабилни приходи во буџетот на општината. Стабилни. Како кога не ни е стабилен буџетот во државава, вие немате стабилно мнозинство, а не пак буџет. На Комисијата за финансирање и буџет, или како што кажа колегата, на Комисијата за задолжување и буџет, често има предлози за задолжувања кои се планирани во буџетот, а истиот дополнително треба да се полни со различни ставки. Накратко, да се запознаеме. Приходната страна фали уште данок за дишење на загаден воздух да воведете, а зошто го помислив ова? Заради планираната наплата на даночните приходи. Оваа година од граѓаните на Република Македонија на име данок ќе се наплатат 196 милиони евра повеќе од претходната и тоа во време на пандемија. Финансирањето од странски извори планирано е да биде во износ од 870 милиони евра, а во споредба со буџетот во 2020 година е зголемување за 54,6%. Како може да се планираат вака големи бројки и да очекувате дека ќе се реализираат вака големи бројки во време на светска пандемија? Имате, можеби пак, сознание дека кризата наскоро ќе заврши? Или пак, ќе манипулирате јавноста со калкулации на бројки и со моментот кога ќе стигнат вакцините во државава? Да не должам, изјава на 30 декември има за преговорите со Pfizer. Денес е постигнат договор. Да не ви ги набројувам сите дати понатаму на манипулирање на македонската јавност, и 21 февруари директен договор се уште го очекуваме. Хаос е, колеги. Од една страна во буџетот кратите, како на пример за проекти во основно образование. 60,38% се крати, средствата видовме каде одат, коли мебел привремени вработувања, а сега и за нешто друго, а се задолжуваме пак дополнително со 21,5 милиони евра во образование за нов проект. Меѓувреме се задолжуваме и за други работи. 90 милиони евра за справување со ковид криза, 500 милиони евра за клинички центар, 46 милиони евра за модернизација за земјоделство,
25 милиони евра за енергетска ефикасност, 70 милиони евра за град Скопје. Нема крај листава. И пак ќе прашам, со решението за ковид кризава до каде сме? Вакцини кога? Ништо не функционира во државава. Апликацијата за попис иста како националната платформа за далечинско учење. Се зајмуваме. Колешки, држите се на точката од дневен ред. Ве молам да ме следите во моето изложување. На локалната самоуправа. Да, ве молам да ме следите во моето изложување. Да, е поширока темата, но сакам да ви објаснам. Накратко, каков е нашиот буџет, какви се ветувањата пред јавноста и какво е манипулирањето на јавноста. Затоа ве молам да не ме претинувате. Кога сме ние кај ве молам, кога сме ние кај работењето, еве кога сакате за локалната самоуправа, да ви кажам за кисела вода. Кај нас во кисела вода имаме градоначелник кој не сака да се слика на секој завршен проект. Тој го велел тоа на почетокот на својот мандат. Тој тогаш тврдел дека работат, реализирале доста проекти, па поради тоа поголеми резултати и решавање на проблеми на граѓаните ќе се видат во наредните 3 години. Во овие години на раководење на општина Кисела вода видовме само неквалитетно асфалтирање на неколку сокачиња со нестандардна дебелина на асфалт, каде не да Боже да помине камион. И сега имате во Кисела вода, овде ќе се гради, овде ќе се чисти, овде ќе биде поубаво, и овде сега треба да веруваме дека со решението од овој предлог закон во Кисела вода ќе биде секако што треба. Невозможно. Од недостаток на идеи како да го одбраните ова законско решение, дури денес почнавте да тврдите дека ние бараме изговори за локалните избори. Не, колеги, вие сте тие кои треба и мора да барате изговори за локалниве избори. Денес нема ни Ж од животот што го ветивте. Пекол е ова што го живееме. Лицемерието на најако ви е пуштено. Еве ви само еден доказ. 2 пати ме одбивате со амандман предложен за доизградба на булевар Борис Трајковски. Ама затоа на јавноста и давате информација дека истиот магично ќе го завршите. Најавивте капитален проект за доизградба, уредување и одржување на булевар во должина од 2 километри со 32.000 евра. Магија. И сега ние уште треба да ви веруваме дека со овој предлог закон вие имате само честна намера и ништо друго. Мислите на вашите изговори што ќе ги давате за локалните избори на јавноста и се јасни намерите на ВМРО-ДПМН. Не смеат граѓаните да плаќаат за неспособноста на градоначелниците на СДСМ. Јавноста треба да знае дека основна причина зошто општините, водени од Социјалдемократскиот сојуз, не можат да ги сервисираат долговите е фактот дека истите ниту имаат проекти, ниту пак знаат како да ги менаџираат општините, ниту пак знаат како да реализираат капитални инвестиции. Затоа и нивото на капитални инвестиции не само во општините, туку и во државата е на тажно ниво. Доколку градоначалниците беа заинтересирани за работа во која и не треба големи финансиски средства, резултати ќе имаше. Но одржување не се прави, а не па резултати да очекуваме, ама затоа заинтересираност за купување на луксузни возила има и тоа голема. На крај да го спомнам фамозниот член 9а, со кој сте убедени дека не е толку проблематичен. Тој немаше да биде проблематичен ако во изминативе години вие практикувавте професионалност, транспарентност, отчетност и дела наместо празни зборови и вложувања наместо задолжувања. Ви благодарам.